Благодарам, подпредседателен, почитувани колеги, представници на владата. Ќе поставам 3 пратенички прашања, првите 2 до премиерот и третото до министерот за образование. Не е тука, го гледам заменикот. Почитувани граѓани, почитувана владо на Република Македонија, во Република Македонија се прислушкува и се снимаат граѓаните на Република Македонија со високо софистицирана опрема. Од каде го црпам ова мое тврдење? Еве, таксативно ќе набројам. Софтверот се нарекува Предатор, кој што е направен од фирма во Република Македонија, кој што се нарекува Сайтрокс. И овој софтвер е користен во Грција и во Египет, така е впрочем и откриен. Во Грција имаше голем скандал, кој што заврши со оставки на одговорните лица, но пред да дадат оставки одговорните лица, тамошната влада и Мицотакис негираше дека има прислушкување. Соединетите американски држави на црна листа ја ставија фирмата Сайтрокс, фирма што произведува високо софистициран софтвер за прислушкување, гледање, снимање, вклучување на камери во телефоните на граѓаните. На Фејсбук исто така оваа компанија е ставена на црна листа, односно е банирана. Нашите власти, МВР, обвинителството, се прогласија за ненадлежни. Обвинителството кажа дека тоа се работело во други држави и дека е ненадлежно за овој предмет. И сега прашањето ми е, треба ли да се случат протекување на информации, снимки, и конечно, дали некој во оваа држава ќе превземе одговорноста, во случајот сте вие, како влада, бидејќи да потсетам како се случи тоа во Грција. Во Грција новинарка примети, го пријавија случајот и Европската комисија веќе има испратено екипа за овој чин на прислушкување, овој скандал на прислушкување, да биде расчистен. И јас знам дека вие сега ќе ми кажете дека нема прислушкување во Република Македонија, ќе се повикате на надзорот на Собранието на Република Македонија и на пратениците кои што, да бидам искрена, бев во минатиот мандат во таа комисија и ние како пратеници ги немаме тие информатички вештини за да влеземе во самата суштина на прислушкувањето. Тоа е еден огромен скандал, што значи дека не е научена лекцијата. Една влада претходно падна заради тоа, пресуди нема, се уште нема. Да, има затворски туризам, но нема пресуди сериозни. Така да, моето конкретно прашање до вас, премиере, е дали во Република Македонија функционираат безбедносните служби без при тоа да бидат кршени правата на граѓаните во Република Македонија. Да не се доведеме до ситуација на некој октроиран херој, под наводници, како што беше Зоран Заев. Ја знаеме многу добра приказната, бидејќи и ден денес тие снимки завршуваат некаде на црниот пазар, па не случајно се случија многу работи кои што не требаше да и се случат на оваа држава. Премногу е сериозна темава за да ми одговорите на начин на кој што мислам дека ќе ми одговорите. Но оставам на вас, еве, да слушнам како ќе ми одговорите. Второто прашање, намерно го поставувам до вас, за да, бидејќи гледам дека во владата во која што сте вие премиер, ве лажат, ве дезинформираат, не ви даваат информации,
ги не располагате со доволен број на информации или и тие информации кои што ги имате се лажни, па ме интересира дали го знаете случајот во Овчеполието, деновиве, дека 2600 хектари во Овчеполието се без наводнување. Вчера прашав, дури вчера, започнало наводнувањето, но веќе е многу доцна. Неспособноста на менаџерскиот тим на хидросистемот Брегалница остави без вода огромен број на посеви во Овчеполието. Да е иронијата поголема, браната Калиманци е полна и водокорисниците од Кочани ја користат во неограничени количини, а Овчеполието остана без вода за наводнување. Поради оваа негрижа, неодржување на десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница, селата Ерџелија, Мустафино, Пеширово, Анзабегово, Кадрифаково, општина Лозово, па се до Каратманово, земјоделците ја изгубија битката за наводнување на своите ниви. Се работи за култури, премиере, кои што не трпат импровизации, бараат редовно поливање со вода, а штетите досега се огромни. Прашањето ми е дали владата ќе ги покрие штетите преку интервентниот фонд кој што и ние како пратеници го поддржавме, бидејќи оваа година овие штети ќе бидат огромни. Повторувам, 2600 хектари на земја. Третото прашање до министерот за образование. Сведоци сме изминатиот период на немање учебници и огромни грешки во учебниците и што е најстрашно, тргање од наставна програма на историјата на македонскиот јазик по предметот македонски јазик и литература, исчезнување на литературни дела кои се белетристички сведоштва на историјата, како например Црнила од Коле Чашуле. Одеднаш ги снема Свети Кирил и Методи, просветителите, преродбениците и сиот јазично-историски дел од програмата за 6-то оделение. Случајно? Јас не верувам во случајности, а особено од како е ова влада на власт. Спојување на неколку фундаментални науки, како што се хемија, физика и биологија, се покажува не само како непрактично, туку и неизводливо, а посебно невозможно да се оценат учениците и да се извади, замислете, средна оценка. Прашањето ми е конкретно. Ме интересира вашиот став како министер за образование. Дали планирате да го смените и изфрлите овој дел од новата концепција на чувената Мила Царовска, гробарот на образованието во Република Македонија, која евидентно дека направи хаос и цели генерации ќе бидат системски дискриминирани? Благодарам.